Каква е сеизмичката стабилност на градбите и која е нивната издржливост при земјотреси? Ова е прашањето што се актуализира во период кога регионот бележи зачестени посилни потреси. Природните непогоди како што се земјотресите не можат да се предвидат, но сигурноста и квалитетот на градбите мора да се гарантирани за да се намалат ризиците од тешки последици. Според Законот за градење за сите објекти, инвеститорите задолжително треба да добијат мислење за проектиран и изведен степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита од Институтот за земјотресно инженерство. Дури откако ќе добијат позитивно мислење, може да поднесат барање за одобрение за градба. Поголемите објекти ИЗИС ги проверува 2 пати. Колку во Гостивар се почитува тој дел од законот и дали се бара неопходното експертско мислење за стабилноста на новоградбите? Кај нас со барање за одобрение се поднесува и мислење од ИЗИС. Фактички има М1 и М2. М1 за малите објектите, а М2 е после завршување на објектот се дава М2. Фактички објектите што се помали, тие само еднаш дават мислење ИЗИСот. По почеток со документација, со статика. А М1 и М2 се дават на големите објекти. Значи, кај нас се долази со едно мислење, со документација, а другото мислење дават после изведба на објектот, фактички после реализирање на објектот. Институтот за земјотресно инженерство при контрола на повисоките објекти утврдува дали она што е наведено во проектната документација се спроведува и на терен. Се проверува квалитетот на материјалите што се вградени во објектот, а во специјална лабораторија се врши дополнителна проверка на цврстината на бетонот. Со посебен инструмент се проверува положбата на арматурата, додека за поспецифични случаи со специјална опрема за амбиент се проверуваат динамичките карактеристики на објектот. Последниот земјотрес што се почувствува во целата земја беше вчера во 19 часот и 38 минути, со епицентар во Грција и магнитуда од 5,9 според Рихтеровата скала. Во Македонија е почувствуван со интензитет од 3 до 4 степени.